Парите од унгарскиот кредит успешно се искористуваат од страна на бизнисот. Компаниите досега искористиле 225 милиони од вкупно достапните 250 милиони евра, односно толку пари се веќе префрлени од Развојната банка кон деловните банки, преку кои се пласираат овие пари. Премиерот Мицкоски вели дека заемот целосно ќе се искористи во првите 3 месеци од годинава. Владата го договори кредитот со Унгарија под мощно поволни услови. Компаниите добија заеми со каматна стапка од 1,95% со грејс период од 3 години и 12 години рок на отплата. Ова според Мицкоски треба да значи силен инвестициски циклус во земјава од најмалку 300 милиони евра. Премиерот вели дека Македонија е водечка во регионот на инвестициската мапа. Македонија на инвестициската мапа е навистина водечка во регионот. Ако се има во предвид дека растот во првата половина од 25-та година, па би рекол и целосно во 25-та година, е двоцифрен број проценти, споредено со истој период во рамките, да речеме, на еврозоната, тоа е 2-2,5%. Така што јас сум навистина задоволен од начинот на кој што овие средства се искористи. Последната нова транша од унгарскиот кредит беше префрлена во првата недела од годинава во износ од 6,9 милиони евра. Тоа значи дека преостануваат да се пласираат уште 25 милиони евра до крајот на март. Кредитите се дел од заемот од 1 милиарда евра од Унгарија. Од овие пари со половина милиарда евра се исплатија стари долгови. 250 милиони евра се наменети за компаниите, а преостанатите 250 милиони за инфраструктурни проекти на општините.